и слушнете не, нас македонските студенти, слушнете го гласот на сплотената младина на Македонија. Тој е глас кој мора секој да го врежи во своите мисли и да се прекине со мирење и избегнување на историјата. Да се прекине со постоечкиот однос на нашето државно и политичко раководство, кој е во најмала рака подценувачки, ако не е инфериорен. Да се прекине со криенката која се игра помеѓу стандардот на нашиот толку воздигнат социјалистички работен човек и неспособноста и немојта да се даде јасен правец и визија и да се отворат нови хоризонти на просперитет. Да се прекине со постоечката клима долго време создавана под плаштот на така наречената демократија од социјалистички тип, демократија навезана со закани, притисоци, средби во 4 очи, затворања, физичка примена на сила и какви уште не репресии, својствени само на општества од недемократски тип. Тоа не ни беше целта и нема никогаш да биде. И кога ќе се прекине со сето ова, ќе се види и почувствува многу повеќе од досега силината и моќта на македонската интелигенција, на македонските универзитети и на целата студентска популација. Ќе се види и почувствува моќта на трудбеникот и воопшто можностите и моќта на секој еден заинтересиран за подобро утре. Зашто само така може да се следи развиена Европа, Европа без меѓи, граници и раскол, а како поле за меѓусебен културен надпревар. И нека денес, 23 ноември 1989, се слушне и громко одекне гласот на македонските студенти. Упатен е до секого и на секаде. Тоа е гласот на совеста на Македонија денес. Нека добро се замислат сите што ќе се обидат да се стават наспроти него, зашто неговата силина е нашата совест. И уште еднаш, нека знаат сите, од исток и запад, север и југ, македонското име нема да загине.